За мојата денешна гостинка мислам дека не ми треба посебна најава. Освен што е цел живот на музичката естрада, со право го носи епитетот поп звезда. Каролина Гочева, гостинка со мене во студиото на Репортер. Каролина, добре дојде. Добро те најдов, Сандрич. Драго ми е што прифати поканата, вака пред концертно да дојдеш кај нас во студиото на Репортер. Ај пред да позборуваме за концертот, но прашање само имам. Те најавив како Каролина Гочева, ма никогаш не дознавме дали го смени презимето или го додаде презимето на сопругот. Во лична карта како сум, да, па добро го имам додадено. Така. Значи Каролина Гочева Корубин сум во пасош и во лична карта, ако веќе не сум толку ве интересира. Да. Меѓутоа, валјда луѓето се навикнати и мислам и понатака сум на сите социјални мрежи, секаде каде што нели се појавувам под Каролина или пак со моминското презиме со кое ме знаат. Последниот концерт беше пред 3 години. Да. И сега после 3 години повторно концерт за прв пат пред отворено небо во стадионот на Арена. Колкава е возбудата? Па, возбудата пред секој концерт има возбуда, да. Живот на музичката страда, нели? Да. Има возбуда, меѓутоа има толку многу работи на кои треба да се помисли, што фала Богу не остава толку простор за премногу трема, за премногу размислување на што би можело да се случи. Нели тоа се некои работи кои мене обично ми проаѓаат пред сите настапи, особено пред вака по големи концерти. Секој прв пат сум со open air концерт, значи на отворено небо, под отворено небо и искрено најголема возбуда ми представува тоа што временската прогноза е доста неизвестна наредниве денови. Така да скролам Аки Уедер цело време, да рефреширам и постојано нешто поинаку, да, така да сега на тоа сум главно насочена и немам време да размислувам на другите работи со кои обично се оптеретувам, ама се надевам дека ќе биде секако што треба. Еве се уште 3 дена се, пробуваме секој ден. Спремни сме веќе и искрено едва и чекам. Рече, спремни сме веќе пред неколку откако го најави всушност концертот, најави дека ќе биде со твоите најголеми хитови, ама на Инстаграм побара од твоите фанови да ти кажат кои све песни сакаат да ги слушнат. Колку беше изненадена од нивните идеи и како го направивте репертоарот овој пат за концертот? Па искрено тоа го направив зашто ме интересираше дали сум затоа што веќе го имав помалку повеќе направено, ги имав избрано песните кои сакам да ги изведувам. И ме интересираше дали сум направила добар избор и се потрефивме со повеќето. Добив и некои супер идеи кои ги додадов откако ги слушнав нивните мислења и мислам дека ќе биде убаво. Неодамна се врати, беше на одмор со мајка ти, со сестрати и двете внуки, тоа ви е некаква традиција, традиционално дојдете заедно. Како изгледа еден женски одмор на дамите Гочеви? На дамите Гочеви, да. Па види се во знакот на малите дами Јерчич. Так, да не се наѓете зетот сега. Да, малите дами Јерчич се главни, така да ги исполнуваме сите желби, сите хирови, значи нема тука нешто што не може да се оствари, подредени сме на нив. И уживаме сите во тоа, особено јас, значи ништо не ми е тешко, значи што и да ми кажат внуките, ништо не ми е проблем. Многу ми се убави тие наши ритуали, секоја година си одиме некаде заедно, ние 5. И нормално има тука се, нели, ќе се подскараме и ќе се смириме и се смееме и нели разни работи што се случуваат меѓу луѓе кои се многу блиски меѓу себе, така. Ама во принцип ми се така еден помеѓу најубавите денови од летото, пошто тоа не се баш летни традиции и истеравме се едно кратко одморче, едно продолжено викендче, па имаме план за уште на некоја дестинација, здравје Боже, на крајот на летово. Уште еден одмор да... Па сигурно негде заедно повторно, сигурно негде пак ќе си одиме заедно. Така да во принцип не знам, баш не е убаво. Да ми одговори на прашањето. На кое? Всушност колку ги разгалуваш внуките, сакав да те прашам, ама... Да, па многу, не знам, баш ми се слаба точка. Луција веќе голема, има 11 сега. И баш сме другарки, секој ден се слушаме по 10 пати на разноразни теми. Многу е слична на мене, значи прати многу, гледа филмови, прати музика, прати се всушност и постојано си праќаме некој линкчиња, види ова се случило, тоа се случило, си коментираме се. Ама Лецково, малово е, не е ни толку мало веќе, има 7 скоро.
ама знаеш како најмалиот во фамилијата секогаш е малото. Секогаш е главно и Малото и главното, да, и малото ни е слаба точка, значи на сите, баш ни е пикнато под кожа и кога сме во исти град, значи без разлика дали е Битола, Скопје или сме негде на одмор, цело време сме како со фластер залепени, така си викаме дека не се двоиме никаде. Баш сме заедно, јас и Иневче, цело време за Иневче. Инес, али Иневче ја викаме уште од пред да се роди, право Иневче. Знаеш, кога ќе ја видиш е баш такво миличко што се пика под кожа. И не знам, ги разгалувам многу, мислам, фала Богу, знаеш, љубовта на тетката е нешто што е огромно, што е веројатно, не знам, веројатно е многу слично на љубовта што мајката има према своите деца, така да не знам, баш ми за слаба точка. Ќе спомнам тука сестрати, знам дека сте многу блиски, прво колку години сте разлика? Не сме многу, 2,5 години сме разлика, да, што кога си тинејџер е голема разлика, значи не е разлика која е занемарлива и тогаш баш бевме рогови во вреќа, значи воопшто баш во тинејџерските години имавме искроз различни друштва, различни интереси, меѓутоа со текот на годините некако толку со текот на годините, кога не знам и двете кога веќе подпораснавме, баш некако одеднаш се сближивме и сега дури и другарките ни се заеднички. Значи нејзините другарки се и мои другарки, и моите другарки се и нејзини другарки. Баш сме многу блиски. Па добро, 2,5 години не е разлика, меѓутоа убаво кажа. Апсолутно не, види не е ниту 4, меѓутоа во тие некои години, да, знаеш, така таа разлика е поизразена. Ете така, тоа сакав сега да те прашам, ајде какво детство имавте, која и ден денес кога ќе се искарате, која прва попушта? Зависи. Зависи. Зависи, да, види. Не делуваш ти за калгаджика, ама не знам. Делувам или не? Не сум. Ама, знаеш, треба баш онака да ми се помине црвената граница и стварно треба многу да се налутам и се трудам да држам лутина, ама не успевам толку колку што сум испланирала прва. Прво викам, не, сега сум љута и недела дена не и правам муабет. Да. Последен саат. Да, додека не ми се јави на телефон, да, и нешто ќе ми каже без веза, нешто сосем трето. И толку тука се завршува. Така да не сум баш некој тип што многу знае да држи рутина. Уште се секираш кога ја нема да ти се јави? Знам дека кога година пати исто го правеле муабетов, дека се секираш дека нема да ти се јави, се уште ја контролираш каде што. Да, само што сега веќе знае дека многу се секирам и сега и внуките се зафркаваат многу дека сум таква, дека тета многу паничи. И пошто јас јавам на сите телефони што ги знам кои се во близина каде можам да добијам информација, знаеш што? Ужас. Тоа јас го правам. Ужас, ама нема тоа. Посилно е тоа. И да, сега веќе и внуките кажуваат, мама јави се кај тета ќе паничи. Мама јави се кај тета, да, така да. Океј, сега веќе последниве така да речеме последниве година-две веќе внимава повеќе да не се секирам. Добро, те прашав кој прв попушта кога бевте мали, си крадевте облека една на друга. Види, уште си крадеме. Уште си крадете? Уште си крадеме, да. Тие работи веројатно меѓу сестри никогаш не завршуваат. Па да, знаеш, не ќе се допадне нешто јас што имам или јас кога ќе видам нешто, ќе си го дрпнам одма, знаеш, не си правиме уште такви работи, ама добро, тоа не е ништо. Сега се разбирате по возрастни сте. Да. Бевти со мајка ти на одмор, често споделуваш фотографии од мајка ти, заедно одите на одмори, колку, што наследи од нејзи, колку во себе во нејзе се гледаш себе си? Види, доста сме различни, трите сме доста различни, јас и мајка ми и сестра ми. Тие и мајка ми и сестра ми се така особено мајка ми знае да е поимпулсивна, да е оштра, значи јас така повеќе премерувам. Различни сме трите, не можам да кажам дека имаме некоја карактерна црта која баш ја имаме трите. Меѓутоа така си сме балансираме една со друга, знаеш како веројатно во повеќето семејства е така. Со татко ми исто би рекла, значи имаме доста различни гледишта на голем број работи, така да на повеќето заеднички ручеци обавезно отвараме некои дебати каде што се контрираме. И иначе, не знам, мислам дека четворицата сме потполно различни едни со други. Не знам, не би можела да кажам дека имаме некој, да, нормално по некоја особина, да. Меѓутоа да кажам, ева, ова сум иста татко ми, а ова сум иста мајка ми или сестра ми, значи не би можела да кажам, знаеш, баш сме сите
сите различни. Да, сега тоа сакам да те прашам, споделуваш фотографии од мајката, меѓутоа не знам дека си споделила фотографија со... Па имам чат-пат кој ќе го натерам Аха. или кога иначе не ќе татко ми да се слика едноставно, Так. знаеш, машко, знаеш, дури кога ќе направиме некоја слика, не вика немојте по тие глупости, фејсбуци да ме ставате, не ке ме по социјални мрежи да ме Аха. лепите. Така да едноставно нека човекот да се слика, мислам што добро, окей, мене тоа ми е разбирливо, знаеш, не ми е ништо чудно. Не дека мајка ми кој знае колку сака, меѓутоа да, женски женски таа па ќе застанеме, ќе се а иначе нашиве дружби се нели повеќе по женска линија, знаеш, татко ми не сака многу да се вклопува во тоа, плюс нели моите родители веќе 25 години скоро не живеат заедно, мислам разведени се, меѓутоа се во супер пријателски односи, така да и понатака сите имаме заеднички семејни ручеци, божичи, великдени, каде што си функционираме нормално, затоа што се супер пријатели, знаеш, баш имаат еден одличен однос после толку време. На тоа сакав сега да те прашам, колку те погодила во еден период разделбата на твоите родители, колку тоа ти влијаело на тебе и од она што го знаме дека всушност тие се до ден денес во добри односи. Да, па види тоа многу време е поминато и веројатно во нито едно семејство тоа не доаѓа како изненадување од буквално од нигде никаде. Така да искрено не знам. Не се сеќавам дека беше нешто може би поради моите така го изиграа да не го почувствуваме јас и сестра ми како нешто трагично. Плюс и бевме веќе возрастни. А како што ти викам, односот е нормален. Значи ние еве и сега функционираме како семејство и покрај тоа што не се заедно, но се одлични пријатели, знаеш. Така да тоа е еден однос кој е секако посакуван во сите такви релации, бидејќи сега се почесто нели тие релации. Да, порано беше чудно некако. Порано беше чудно, сега е многу често и искрено многу ми е мило кога ќе слушнам за некој дека функционира, знаеш, затоа што и сега не се толку чести тие релации да останеш пријател после брак, знаеш, и поради тоа што таквиот однос е најдобар се разбира да сите, особено за децата, доколку постојат деца во бракот. Така да ќе кажам, не знам, веројатно имавме среќа. Седнувате заедно, сите фамилијарно, денес во ресторан, во кафе, во Битола. Мислам, нормално, цивилизирано, фала Богу. Па кога ја спомнавме Битола сега, да те врата малку на животот во Битола. Колку се поскопијанчени сите овие години и колку сега кога ќе дојдеш во Битола, пак си своја на своето. Колку мирисите, не знам, самото чувство кога ќе дојдеш во сопствениот град, те враќаат на тоа дека тука всушност припаѓаш. Па види, јас толку често одам, што немам време кога нешто да ми прифали. Затоа што стварно одам често, барем 2 пати месечно сум сигурно во Битола. А од друга страна па целиот мој живот, adult life, нели, како возрастна личност, малтене целиот го поминав во Скопје. Значи, тука сум веќе 25-та година како сум овде. Меѓутоа, цела фамилија со оглед на тоа што ми е во Битола, одам баш, ти викам, сигурно 2 недели. Неодамна прочитав во книгата на Кирил Лазаров, каде што вели уствари на неговата промоција на книгата дознавме ние дека сте школски другари. И на едно место вели во книгата јас и Каролина учевме заедно, таа веќе беше позната звезда. Меѓутоа во тој период си се покривавме еден со друг во класната наша, имаше проблем со двајцата нас и моравме да се покриваме. Бегавте од часови заедно, Не бегавме, туку отсуствувавме оправдано. Оправдано отсуствувавте, така. Па да, види, и Кира беше тогаш тој повеќе отсуствуваше. Јас тоа му кажав, викам, значи, многу повеќе отсуствуваше од мене. Не е окей што ти напишал дека сме отсуствувале подеднакво. Се шегувам. Јас веќе бев почната тогаш што добро, фестивалски настапи главно беа тогаш, немав настапи, немав концерти. Се уште бев дете, бев малолетна, меѓутоа да, главно така патувања по различни емисии и слично. А Кира отсуствуваше доста заради тоа што постојано имаше припреми, тренинзи. Неговата кариера веќе во тоа време беше веќе баш во почнуваше баш да се насетува дека ќе биде многу сериозна кариера и беше интересно што бевме и двајцата во исти клас, значи во 4-та 6 во гимназијата и да, доста отсуствувавме таа. Ама сепак те напише во книгата. Не напише во книга, види, знаеш, тие другарства кои се од детство, без разлика и после долги години да не се видиш, некако си останува тој однос што си го воспоставил уште како дете.
И тоа не се губи туку така. Така да, јас ден денес кога ќе се видиш со другар од средно, со некој што ги знаеш, ако не си се видел многу време, односот си останува. Така да, веројатно тоа е. И сите овие години, колку веќе години си Каролина на музичката сцена? Па, да речем, ајде, од Мама пушти ме, ако Мама сметаме, пушти ме, да, па 90, 30, тоа е 91-ва. 91 година, 30 година. Да, Како, ај вака, поред ке фатам сега прво, од една страна како успеа да ја одржиш популарноста? Од друга страна, како е да се настапува пред толку многу луѓе? Претпоставувам дека си пеела и во ситуации кога си била тажна, и кога си била болна, и кога не си била расположена, и кога си била најсрекна на свет. Со текот на годините си ги прифаќаш сите работи кои си ги носи, знаеш, покрај тоа што на почеток можеби некои работи не ти паѓаат. Не ти се убави, не сакаш да ги прифатиш, меѓутоа секоја работа си има своји плусови и минуси, така и ова. И најважното од се е што си ја сакам многу мојата работа, значи многу ме исполнува и се повеќе ме исполнува. Како што поминува времето, се поубаво ми е, се повеќе уживам во концертите, се повеќе уживам во тоа кога правам нешто ново. Секако дека имало и моменти кога не ти се пее, нели? Кога не се чувствуваш добро. Баш се сеќавам на последните концерти во Филхармонија, неколку дена пред тоа ме фати некој баш сериозен грип, а за 3 дена имам концерт. Имам 4 концерти, односно за 3 дена и морав баш да се застанам на нозе како знам и умеам. Значи, мене ме паќаат грипови со кашлица, со воспалено грло. И бев окей првите концерти, последниот концерт толку многу ми се слоши на сцена, што буквално мислев дека ќе се срушам. Меѓутоа успеав да најдам сила да го истерам концертот до крај, да не се примети тоа. Меѓутоа ете баш тоа е еден од примерите кога се сеќавам дека страшно ми беше лошо на бина, буквално од половина натака на концертот. Ама тоа се ситуации кои се случуваат, знаеш. Така да секоја работа со своја тежина. Важиш си когаш за смирена личност, вака, до сега барем не сме прочитале за тебе не, дека си се скарала со некого од естрадата. Не верувам дека е се така идеално, нели, како што вака изгледа од оваа страна, ама кога ти пука филмот и каде е твојата црвена линија? Дали си имала на крајот на денот со некого од естрадата да се стрчкаш, еве ние да не знаеме. Па добро, тоа не сме го правила јавно, знаеш. Стално сум била против оние јавни препукувања. Добро, тоа главно комшините нели го прават. Српската естрада има такви нели јавни препукувања, па овој рекол така, па тој рекол така. Не знам, тоа било нешто што во кое никогаш јас не можам да се замислам да го правам тоа нели со некој јавно да се препуцавам. Имало низ годиниве некои ситни нели трзавици разноразни, меѓутоа ништо толку сериозно, ништо ненадминливо. Имало работи кои што не знам, кои што после некој време ќе изгледат, па нели се однесуваш како ништо да не било, или ќе направиш муабет, па ќе ги надминеш. Меѓутоа, како викаат, во оваа работа нема вечни пријателства и вечни непријателства, особено второво. Така да никогаш не знаеш со кој патот ќе ти се спои и не знам, доколку не паднат тешки зборови, доколку не е нешто вака јавно, мислам дека нема нешто што не може да се надмине, или обично, нели, ако е некоја рекла казала, тоа може и да пола да не е вистина, знаеш. Епа колку тие те рекла казала муабет и тие невистини кои што неретко завршуваат и на времето во вестниците сега веќе нели и на социјалните мрежи и на сајтовите, колку тебе тоа да речеме те влијаело, можеби не толку на музичката кариера, меѓутоа еве во љубовниот живот. Најзлобните и најпоганите коментари ќе пишуваат, ако не е лажен профил, жени, за жени. И многу ми е чудно што кога ќе видам некој така изусетно злобен коментар, нели ти викам, не мора да е за мене, може да е за било која друга јавна личност, кога ќе кликнеш, многу често се случува да видам некоја возрастна жена сликана со внучиња, знаеш, или сликана со цвекиња на кавер фото, знаеш, некоја женичка возрастна. И тоа ми е неверојатно што би ја поттикнало таа жена која има и внучиња, возрастна жена, да напише за било која јавна личност некој таков коментар, знаеш, тоа ми е неверојатно, знаеш, како тоа прави да се чувствува поубаво, пошто веројатно го пишува зашто поубаво се чувствува во моментот со тоа што ќе навреди некој. Пред емисијата кога дојде во студиото, рече нешто многу готвам, вежбам, те променили бракот, ти влијаеше на кујната или? Па види, јас бракот, не знам дали бракот, веројатно со последниве 2 години, нели што се изнаседовме дома,
И сите некако се насочивме кон домот, кон здрав живот, кон физичка активност и се. Се разготвив уште повеќе. Предходно готвев, ама сега стварно готвам. Секој ден имам ручек дома, да, секој ден. Денес уште немам спремено, така да побрзо не те држам толку да може да треба да правам ручекот. И пред некое време баш ми изгледа така ми пратија некое интервју, веројатно од тие, не знам од кој портал, некој од тие милиарда што ги има. Вели исконструирале нешто од некое мое старо интервју кај што викам дека знам да направам, дали знаеш да готвиш, знам да направам 2-3 врсти шпагети. И викам, кога сум докажала со кој знае колку дамна била, што сега правам буквално се и готвам се. Значи, ова веројатно било пред 15 години некое старо интервју. Кога сум знаела само тоа. И така да многу сум напреднала од тоа, така да кој да беше интервјуто, не го публиширајте повеќе. Не важи, не важи. Готвам секој ден. Некој омилен рецепт, специјалитет или како се вели, што специјалитет, што најчесто сакаш да го... Па не знам, види се правам и стварно се правам, значи од леки грашаци, мусаки, чуда до суши правам исто доста пристојно, не. Така да баш се, значи не можам да кажам нешто што ми е омилено. Супи правам секој ден, супи сакам многу да јадам од стално. Домашни, не да, ништо нема да кеса? Домашни, да. Да, јас сум од оние деца што никогаш не ме терале со сила да јадам, зашто бев буцко како мала, така да супа не ми е згадена, знаеш. Знам полно на кои морале со сила да јадат супа, не сакаат да јадат супа никако возрастни, јас сум си голем гурман. Така да и супи ми се нешто што ми е доста често на мене. Знам дека си голем гурман, ама никогаш немаш проблем со линијата. Како ја држуваш да биде секогаш прав? Добро, да. Добро, види, ништо посебно стварно не правам, иако во младоста знаев да правам да држам некои модерни диети кои биле во моментот. Обединените нации, вечната. Не знам, имаше разноразни работи, знаеш, кога имав 20 на години, знаеш, ке слушнеш некоја другарка ослабела со тоа и тоа, па ајде, знаеш, имаше разноразни глупости, нели, во тоа време и смоки се јадеа со јогурт. Со јогурт, да, па до ден денес се јадат, кој вика? Да, се јадат, да, ама некако оброк, нели, тогаш правевме такви глупости како деца, да. Кај ме посети. Меѓутоа, знаеш, доста рано сватив дека исхраната е многу важна и дека треба особено здрава и балансирана исхрана. И покрај тоа што ти викам, сум голем гурман, си најдов некој баланс, знаеш, не сум неумерена никогаш, таква сум и како карактер за голем број работи. Па така сум и со храната, така да си уживам во се што сакам и си го следам организмот, без некои претарувања. И последниве 3 години вежбам редовно. Значи тоа ми е тоа ми е најдолго што сум вежбала во животов. И си створив некоја навика, така да 3 пати неделно вежбам обавезно од 9 за бајле. Колку години си во брак со Михаел? Па еве скоро 5, уште малку. О, со среќа, колку тоа те промени, колку ти го смени начинот на размислување, начинот на живот, да речеме некои навики што претходно си ги имала, па сега ги... Па види, не ме смени нешто премногу, не мислам ни дека треба нешто голема промена да направи, да се случи доколку стапиш во брак. Сметам дека секој треба да си ја задржи својата индивидуалност и да си ги исполнува и своите желби и своите потреби, секако дека треба да се вклопиш еден со друг. И некои работи, нели, природно ги правиш. Си се адаптираш еден на друг, си ги адаптирате желбите, си стварате и нови заеднички желби, потреби, навики, ритуали. Меѓутоа не сметам дека некој треба од било што да се откаже, од било што му значи заради тоа што ева сега сме во брак и мора да биде така. Значи не, мислам дека баш животот си продолжува, бракот е само едно убаво продолжување, нели, на нешто што било претходно. И тоа. И тоа. Се спремаш ли за одмор? Споделуваше фотографии од одморите со Михаел, се спремате ли тоа некаде да одите на одмор? Да заврши концертов мој, после тоа имам уште некои други обврски. И сакаме, се уште не сме направиле план, немаме време да направиме план, меѓутоа сакаме да отпатуваме некаде. Во јули, да речеме. Меѓутоа да заврши прво концертот, па после ќе размислуваме на тоа. Сега уште едно прашање само имам околу Михаел. Знам дека те нацрта
концертот за македонско девојче ли беше? За Извор. И за Извор, да. Дали ти имаш некоја песна која што си ма посветува или си искомпонирала или слично? Да. Па види, немам се уште. Исто и тоа што Михо ме нацрта, тоа беше, значи, наменски моја идеја и желба беше да ме нацрта за омотот на албумот. Искрено не знаев никога, го прашав дали ќе прифати, затоа што не прави наменски портрети, значи не црта имагинарни ликови во кои секој може да се прометне, нели? Можеби ќе ти заличи на ќерка ти, можеби ќе ти заличи на себе, знаеш, на некоја блиска личност. Не црта наменски портрети, па така и мене ме нацрта само исклучиво за омотот на албумот и стварно ми е драга таа фотографија, значи бидејќи фотографија не е слика и мислам дека беше доста ефектно и се вклопи со звукот кој го понудивме со тој албум. Ама не каже која песна му ја посветите. Па види која песна сум ја посветила, не сум ја посветила се уште ниту една. Има време? Има време, па да ќе почекаме. Да. Важиш за секојаш во дотирано на естрадата. Често знаеме да напишеме Каролина диктира мода, знам дека сработуваш со таа Типаковска на сите овие години. Ама еве колку го смени стилот, која е твојата идеална комбинација и дали сакаш блендирана облека? Па види, околу тоа дека диктирам стилови, не знам, не би рекла, ниту пак ми е тоа намерата, ниту пак би рекла дека диктирам стилови, затоа што не сум некој кој прати трендови. Што се однесува до облеката, последниве години особено се движам во комфорт зона. Значи најважно ми е да се чувствувам пријатно. Особено на бина, особено на сцена. Значи ништо да не ме затега, ништо да не ме боли, ништо да не размислувам, да не нешто ми се не знам, да не ми се откачи нешто или да не нешто, не знам, се распадне или било што. Сакам и удобни чевли да носам кога настапувам. Порано знаев да направам некои глупави експерименти, например да облечам некои многу високи штикли во кои едва и се движам, затоа што ми одговараат во комбинација. Се сеќавам еднаш после на концерт ме заболе глава од што ми беа неудобни чевлите, да. И после буквално ме болеше ногата, не можев да се вратам во нормала, од што имав облечено некои неудобни високи штикли кои сум ги купила и кои ми било кејф. Такви работи веќе не правам. Па памтам дури и за концертите во МОП, имав 6 концерти ден за ден и избрав чевли кои ми беа удобни и ги носев сите 6 дена, па и ме критикуваа дури дека се па со исти чевли. Дека сум со исти чевли, да. А јас ги носев затоа што стварно ми беа удобни и не ми ствара проблем. Значи не ми затоа што кога пееш ти двочасовен концерт сам, многу е не треба ништо да ти особено, знаеш, ако нешто те боли е многу е зезнато, знаеш. И особено внимавам на тоа да ми е да ми е удобно, знаеш, да не ме боли ништо. Што мислиш за естетските корекции? Сега веќе е нели тоа многу нормално кај нас, секоја втора девојка е. Па да. Да е нормално, него е баш, да. Види, се е тоа убаво, меѓутоа, знаеш како што е убаво и кога се нашминкаме, така. Меѓутоа се мора со мерка. Сега на крајот на денот мислам што е битно што мислам јас, секој си прави како што сака, знаеш, секој си се дотерува, нели, за да си се допадне себе си во огледало. Јас сум пробала со оние филтри на Инстаграм што ги има да видам како би изгледала, знаеш, пошто нели сите ние жени се ти имаш природно убава голема уста и ти не можеш да го разбереш тоа, нели, меѓутоа сите ние се замислуваме како би изгледале со посочни усни и така натака. И со тие филтри што сум ги пробала, ќе видам рецимо кај некоја девојка убава, кога ќе се видам јас, мене тоа не ми стои ич. Значи ич, така да не мора да ставам. Па и сум пробала исто и нели вегите беа исто едно време тренд кога сите правеа веги. И сум пробала со дадар, така сме се нацртале чисто нешто со моливче да видиме како ќе изгледа, значи ни тоа не ми стои, така да ти да не си мислиш да и не може да на дадар една цртка да ти направи јапонска. Не верувам ми дека не ми стои, значи стварно не ми стои. Така да секој треба да си ја најде онаа мерка што него му стои. Нема тука едно правило, знаеш, некој стварно изгледа убаво кога се направат и ако повеќе се направили, ако на некој начин може би промениле личен опис, на некој стварно стои. Знаеш, секој треба да си ја најде мерката за себе, тука нема никакво правило. Не знам сега, јас лично не би претерувала. Меѓутоа тоа не е ни греф, па да се
Ништо, фала Богу, да. Да, меѓутоа ти викам, секој треба да си најде својата мерка и тоа што те прави среќен, нели? Ако ти се чувствуваш убаво така, мислам, кои сме ние тука да судиме некого доколку си се чувствува поубаво, си се чувствува разубавено, посрекна така. Концертот во Скопје сега во петок на 1 јули. Има ли шанси некој нов албум и кои се твоите идни планови? Нов албум веќе имам спремен уште од лани. Значи со Дуке Бојаджиев и со Исмаил Лумановски, кој го најавивме уште лани со една од песните која ќе бидат на албумот. Значи правевме обработки на македонски верблини во наша изведба. Значи тоа е акустично. Така да тој албум е следно што треба да излезе и ќе излезе веќе на есен. А после тоа се разбира дека веќе спремам нешто ново. Каролина, ти благодарам што беше гостинка во студиото на Репортер. Ти посакувам успешен концерт и убав летен одмор. Фала и тебе, фала. Се најубаво.